Сега ќе решиме оваа задача. Одреди ја линеарната функција која минува низ точките А и Б, вака зададени, после со други точки С и Д. Прво да ја решиме под А. Општиот облик на линеарна функција ни е ова, y еднакво kx плюс n. Секоја линеарна функција може да ја запишеме во овој облик, kx плюс n, каде што k е коефициентот на правец, n е пресекот со y оската. Сега, штом минува низ точките А и Б, мора овие вредности, ова е x, првата координата, секогаш втората е y. Ако ги замениме на местата на x и y, да добиеме точно бројно равенство. Исто и во точката Б, и таа точка лежи на оваа функција или права, пак овие вредности ќе ги замениме на местата на x и на y. И ќе добиеме систем од две равенки. Значи, во линеарната функција, прво за точката А заменуваме y, пишуваме минус 3, еднакво k по x. K по, во точката А, x ни е 2. K по 2 плюс n. Сега исто, во оваа функција ги заменуваме координатите од точката Б, бидејќи точката Б лежи на таа функција или на таа права. Па заменуваме y, на место y пишуваме, овде y ни е минус 1. Минус 1 е еднакво, x ни е 0, 0, не по x овде, по k треба. Се исто е, на крајот пак ќе се добие 0, ама по k, бидејќи x го заменуваме со 0, и плюс n. И сега решаваме. Прво, поедноставно е да се реши втората равенка. Минус 1 е еднакво, оваа целото кога множиме со 0 е 0, 0 по k е 0, еднакво на n. И право го добиваме n, дека е еднакво на минус 1. Таа вредност за n ја заменуваме во горната равенка, или овде. Тука веќе е завршена задачата, значи тука заменуваме на местото на n минус 1. И пишуваме минус 3, еве го минус 3, е еднакво, k по 2 или 2 по k е исто. Затоа што 3 по 2 и 2 по 3 е исто. Кај множење важи комутативното својство, можеме да им ги промениме местата. 2 по k или k по 2 е се исто. Ти пишуваме 2k, наместо n пишуваме минус 1. Или тоа е вака добиено, плюс минус 1. Значи плюс, наместо n пишуваме минус 1, а бидејќи плюс по минус дава минус, па имаме минус 1. И сега ја решаваме само горната равенка, исто како сите линеарни равенки. Тие броевите на една страна, минус 3 го препишуваме, минус 7 на другата страна ќе си го промени знакот, е плюс 1, а 2k останува на таа страна. Се исто е, дали со k на оваа страна ќе ги запишеме или на другата страна. Важно е, крајната цел ни е да ги разделиме. Тие со број на една страна, тие со k на друга страна, а не е важно на која страна. И сега минус 3 плюс 2, овде обратно ми се напишене минус 2, а 2k се препишува. Или можеше вака да биде минус 2 е еднакво на 2k. Се исто е како ќе ги ставите страните. Или прво ова, па после таа страна, тоа не менува ништо во задачата. И сега, да избришам, од овде 2k еднакво на минус 2, тука имаме множење, кога ништо не е запишено, тоа се подразбира дека е множење во математиката. Двојката ја префрламе на другата страна и наместо множење ќе биде делење, ќе биде минус 2 поделено или врз 2. 2 поделено на 2, 1 и знакот минус. И за k добивме минус 1 и за n добивме минус 1.
може не ми е запишена. Функцијата ќе ни биде y е еднакво минус 1x, или тука заменуваме минус 1 за k, или единицата и не мора да се пишува, може само минус x наместо n минус 1. Тоа е оваа функција што минува низ тие две точки. На сосема исти начин и под се само малку имаме повеќе решавање, бидејќи не се скратува x-от. Значи, пак ни треба линеарната функција, минува низ тие точки x и y. Исто и овие се x, секогаш првата координата x, втората y. Заменуваме минус во функцијата kx плюс n. Значи, на местото на y пишуваме минус 4, еве го минус 4. Еднакво k по 2, или 2k. K по 2 е исто со 2k. Тоа да не ве буни кај множењето, кој е прв, кој е втор множител, не е важно. Може k по 2 или 2 по k да го напишеме. И плюс n ќе си го препишеме. Плюс n од тука. Значи, тоа ни е првата равенка. Сега за точката D да најдеме исто, заменуваме. На местото на y пишуваме 0. Еве нулата. Еднакво k по на местото на x минус 3. Или минус 3k. K по минус 3 или минус 3k по k. Плюс n. И го решаваме овој систем. Системот може да се реши со замена, со спротивни коефициенти, но еве поедноставно ќе го запишеме со замена. Как ќе го префрлиме на другата страна? Имаме 0 плюс 3k, тоа е само 3k. Со 0 кога собираме, секогаш останува другото. Значи, тука имаме 0 плюс 3k, плюс 3k, еве овде кој ќе го префрлиме, се добива само 3k еднакво на n. И оваа вредно, n го имаме и горе, наместо n ќе пишуваме 3k. Значи, во горната равенка, наместо n, ќе пишуваме 3k. Се препишува, наместо n е 3k. И сега ни е префрлено. Бројот ни е на таа страна, а овие се на друга страна, ќе ги собереме 2 и 3, 5k. А само k ќе биде петката, тука е множење, кој ќе се префрли на другата страна, ќе биде делење, минус 4 врз 5, или поделено со 5, но како дробка ја оставаме. Минус 4 петини ќе биде k. Откако ќе најдеме k, се враќаме во втората равенка, за да најдеме и n колку е. N ни е 3 по k. N ќе биде 3 по, а k ни е овој бројот тука ќе го заменеме, минус 4 петини. Или n ќе ни биде 3 по минус 4, минус 12, врз 5. Тие се k и n и може да ја запишеме и равенката како ќе ни биде, не ми се запишени. Kx, значи k е минус 4 петини, неравенката функцијата грешка, y еднакво минус 4 петини x, плюс n, плюс по минус ќе биде право минус 12 врз 5. И тоа.